наместо да зборуваме за проекти и промени, за жал денес пред јавноста треба да презентираме скандалозни сознанија на кои Зоран Глигоров, секретарот на град Скопје, треба да даде одговори. Пред само 2 дена од медиумите бевме запознаени дека генералниот секретар на град Скопје, Зоран Глигоров, претходно шеф на кабинет на градоначалничката Данила Арсовска, се пресметувал со обезбедувањето во институцијата, а засега не се познати причините за инцидентот. Воедно, согласно нашите информации, станувало збор за насилно однесување и конфликт со лице вработено во градот Скопје. До денес, од страна на Глигоров, нема ниту демант, ниту потврда на ваквите информации. Но она што е навистина вознемирувачки е што нашите информации говорат дека ова не е прво и единствено насилно однесување на секретарот на градот Скопје Зоран Глигоров. Имено, очекуваме јавноста да добие одговор дали е точно дека според евиденцијата на МВР Зоран Глигоров бил пријавуван за семејно насилство. Воедно, дали на 25.6.2007 година е пријавен Глигоров за тешка телесна повреда врз женско лице со иницијали ЛГ, нанесени преку повеќе удари и изненаден напад. Второ, дали на 12.3.2017 година е пријавен Глигоров за нанесување на телесна повреда при вршење на семејно насилство врз љг преку повеќе удари и изненаден напад. Ова се навистина сериозни информации кои треба да бидат одговорени пред јавноста, затоа што доколку е ова точно, тогаш представува сериозен проблем. Како современи политичари, секојдневно сме исправени пред голем број на предизвици, каде се бара јасно и разбирливо презентирање на своите политички убедувања и цели. Но наша примарна цел за спречување и борба против насилството во секоја форма и врз секого е да предизвикаме промени на индивидуално, институционално и структурно ниво. Очекуваме Глигоров да одговори на овие сознанија и институциите да постапат согласно информациите кои ги поседуваат. Воедно, ако се покаже ова за вистина, бараме негово разрешување. Ниту еден човек кој бил пријавуван за семејно насилство не смее да биде лицето на институција.